Бројот на малолетнички бракови на млади од 16 до 18 години во Прилеп секоја година се движи околу 10. Додека бројот на бракови на малолетници помали од 16 години не се знае, но се претпоставува дека таа бројка е далеку поголема. Според Центарот за социјална работа од Прилеп потребни се кампањи за намалување на овој негативен тренд кај нас. Малолетници кај што и испод 16 години имат и дете родено дете. Значи, тука треба да се делува превентивно, со тоа што можеби на тој дел треба да се организираат трибини, флаери да се делат во училиштата на класен час, да им се, на тие што идат веќе на училиште, да им се објаснува за проблемите. За подигнување на свеста за оваа негативна појава, Прилепското радио Пела и учениците од средното училиште Ѓорче Петров ја изведоа драмата Магиепсан круг. Да ја доближи оваа појава до локалната заедница со единствена цел да може да ги препознае, да ги детектира и да ги пријави по секој случај овие малолетнички бракови. Од училиштето велат дека за жал се зголемува оваа појава кај децата. Иако тие многу разговарале со нив на оваа тема, сепак сметаат дека недостасува поголема комуникација и диалог со родителите. За жал, скоро никогаш не најдуваме на разбирање од ученичките. Она што одлучиле да го направат, го прават. Заминуваат, последиците си ги согледуваат подоцна, кога за жал е доцна. Еве оваа генерација каде што предавам и во прва година и во втора, па и годинава во трета година се изомажија девојчина млади. Се соочувам со недоволна конекција меѓу децата и родителите. Голема причина да речем и во оваа проблематика. И учениците велат дека оваа појава е застапена кај нивните врсници. Имав пријателка која што имаше само 13 години и на нејзина 13 годишна возраст беше испратена во нашиот соседен град Битола, беше омажена присилно од нејзините родители. 13 годишна возраст исто роди дете. По 1,5 година таа се разведе од својот сопруг. Поради тоа што беше малолетничка, таа не можеше да го добие старателството на своето дете. Представата беше поддржана од Советот на Европа и се одржа во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп.